Добро вечер, нова епизода на подкаст основано со мнение со мене Јанаки Митровски. Многу често ние како публика го гледаме финалниот продукт на малите екрани или на социјални мрежи, значи спотови, филмови, документарци и слично, а не го гледаме човекот зад камерата, а човекот зад камерата е често мојот драг пријател Огнен Шапковски, режисер. Добро вечер, Огнен. Добро вечер, Јанаки. Мило ми е што конечно успеав да те наканам да дојдеш, беше вака се фемкаше дали да дојдеш, дали не, ама и реално не гостуваш често. Фала на поканата, баш ми е чест да бидам тука. Па не сакам многу да се појавам пред екраните, ама еве за тебе, што те сакам како пријател. Освен ако водителката не е убава висока девојка. Да, еве за тебе искичок ќе направам. Да, сум убава девојка. Да. Ајде моце вака, кажи ни за твојава професија со која што се бавиш по сигурно 15 на години, а тоа е режија. Кога почна? 2010-11 или уште порано? Не, 10-та го отворивме Мелем како продукција, иначе јас почнав со мојот спот, ти нели беше тие панкерски, металски води. Хардкор, ама си ми бил и мене на концерт. Да, сигурно, да. 2002 направив прв спот за ДФЛ, Так. за мојот бенд што ми беше метал, па 2004 Како метал го декларираш, да не почнавте така, ама и ќе дојме до тоа ми е посебна тема. Добро. Работев уствари кај Чедо Поповски 2002, 2003 Утомато, мислам, 2004 така да Се кадал. сигурно да, поише од 20 години работам. Сега како моја продукција од 2010, али и претходно имам спотови извадено доста. Колку спотови имаш отприлика? Отприлика. Немам поја. 50-тина, сигурно има 50. Над 100 се. Над 100, браво. Тоа е солидна бројка, ама вака мирно дете, па не сакаш да се експонираш. Убаво ги спомна ДФЛ. Ние што те знаеме, и еве ти што сме биле во тие субкултури, знаеме дека ти си всушност, што е вака интересен податок за мене, дека си еден од основачите на првите два македонски straight edge бенда, тоа ти се и ДФЛ, и ти беше у првата постава на ФПО, ако не се лажам. Јас го направив ФПО, не само што бе Немојте Васко ке те убие. Нека дојде кој сака. Не. Кој бевте прва постава? Ти, он, како се каже, Семи? ФПО беше уствари ДФЛ без пејачот. Значи само место Киро беше Васко, иначе беше истиот бубњар беше Перо. Семи. Скејтерот, да, Семи што го викаш. Не знам кој беше бас, дали имавме бас у тоа време. Првите два албума што се на ФПО се моја музика, нели и све. Само многу ми беше таа панкеруар. Да. Ептен и стрейтеч ово, она, после скршнав од патот. За публиката иначе стрейтеч е идеологија која што е вгнездена, односно вмрежана во хардкор пак субкултурите и не мора да е врзана нели со хардкор пак субкултура, но која што подразбира чист начин на живот, без алкохол, други таков тип на отрови, цигари, некој одат во екстрема и без промискуитетни сексуални односи, иако тоа не е често. Значи, еден од фактички ДФЛ е пред ФПО му дојде? Да. Фактички ДФЛ е првиот македонски straight edge бенд. Деца бевте тоа. Да, мислам стрейтеч, у принцип, според мене треба да е некој што, да речеме, поминал све, па се откажал. Деца у старт се стрейтеч, не знам. Добро, да, ама тогаш бевте такви декларирани и ја го памтам и првиот албум го имав и со иксовите. Да, тоа што средно, кога бевте? Па средно, да. Од втора или трета средно почнавме, па натака. Која беше? 2000-та тепавме на Рокфест ние. И првиот албум беше баш хардкор, после се метализиравте, после прогресиравте со звукот. Да, може и да е прва година средно. Пошто 2000-та сум на Рокфест, тоа ми е втора година средно, ние победуваме тогаш, така да затоа викам стрейтеч, што стрейтеч на 14, 15, 16 години, што избори, мислам. Да, реално да, меѓутоа види, знаеш што е проблемот? Еве, например, Рокфест го спомна. Кај нас алтернативниот стил на музика, барем ја не пратам толку како порано, меѓутоа е изумно. Ја гледам по деца, по керка, керка има 17 години. Не само она со класици, ни хип-хоп слушаат, ни панк слушаат, ни рок-н-рол слушаат мејнстрим хитчиња, мамбл рап глупости кои што се кечи се вака се слушаат, не викам дека не, меѓутоа се далеко од хип-хоп и не ни на времето ние кога бевме деца, значи свирки имаше секоја недела.
Скоро секоја недела, скоро секој викенд имаше свирки. Вулкан го срушија, Копакабана, Хитмен дојдоа, Терор дојдоа од Белград. Тоа е 2001. А меѓутоа сега субкултурите се речиси изумрени. Подсвирнуваш уште од малце, нели свиравте нешто метал сега? Да, имам 2 бенда што ми функционираат активно. Едниот е Two Ashes, некој рок-н-рол со метал, со такво пеење. Добро, мислам, не е многу агресивно со гролање и со скримови, него баш рок-н-рол. И другиот е База 903, со Кацар што рапува. Така. Така да, уште имам љубов кон тоа и уште го правам се. Меѓутоа, го делиш ли можеш дека таков тип на субкултури? Нема, умре више, се така, што беше. Нема, Вулкан го срушија, култно место исто така. Не само до место, мислам, знаеш, да беше свеста, до таму ќе се отвореа и нови места и ќе се овакво. Мислам дека и на глобално ниво, дека секој свет се губи. Па, не е љубов тоа кон таа музика, него едноставно се менјаат стиловите, се менјаат времињата и тоа е тоа. Сега е мамбл рап. Да, и добро е да е мамбл рап, знаеш, па влагаме тука ние сме у турбо фолк зона овдека, што има... Да, тоа одувек си постоело и ние кога сме биле деца си имаше... Тоа се фура, да, свое и свашта, така да... Нема врска, се носиме со времињата. Кој ти е прв проект за Мелем продукција? За Мелем? Ја знаеш ли кој го имам гледано одамна 2011 на Дарко Илиевски ли беше едно тело и со тело. ДНК. Да, Бог со да ги ДНК, прости дечките. Ама тоа е 2011. Не, може многу порано да е, Море ама... 2009 да не е 10-та. Да. Така нешто. А одличен спот, реално одличен спот, кој сега, може ти не си бил почетник тогаш, ама што си имал 27 години. Да. Одличен спот. Тој човек исчезна после, мислам, не дали се пресели во друга Во држава. Америка, мислам. Или дека. нешто така, нели со момците од ДНК знаеме што се случи, вечна им слава. Ти со Андреј беше близок пријател. Да, бевме ептен, мислам, и се дружевме го К15 која работев и некоја пауза имавме после и пак се најдовме, да речем, за ниве години со деца, со све по одмори. Ептен го сакав, мислам уште го сакам човек. Така, вечна му слава. Вака, ајде кажи ми сега неколку звучни имиња со кои што да не ти вадам зборови од уста, со кои што си соработувал на македонската музичка сцена. Звучни имиња, ќе се навредат тие што нема да ги кажам. Мислам со сите скоро дека имам работено. Еве Каљопи ќе ја кажам као звучно име, со неа ми беа направивме некои 6 спота, мислам пред година и пол, 2. Звучни се Next Time, нели, по тие сум познат највише спотови, звучен е Сладкар. Ова со конјот јавањето тие се твои спотови? Сите, да, тие патриотските. Да. Сладкар. Со Сладкар имаме Терориста, All About You Me Tonight. Амстердам, да. Први мислам дека почнавме со IQ ствари да работиме. Они први ми ја дадоа. Не постојат веќе, мислам. Па, дали постојат или не се пасивни? Не постојат тој состав. Мислам дека Бојан уште работи и пее со неговата сопруга сега. Мислам, уствари, Александра Пилева беше првиот спот. Што збориш? Да, што го направи, па после втор беше IQ. Имаше една песна Glowing Lips се вика, мислам дека таа ми беше баш од почетоци. Како се каже? Glowing Lips, на англиски беше. И е интересен спот уште и за ова време држи. Нешто ново да спремаш, да очекуваме во брзо време, има и на ум дека ќе се емитува утре. Некој најнов проект спот, зборам се. Значи, утре, у среда искача на нокаути на брейк, дента кога наполнив 45 се вика песната. Добар нас. Интересен е и спотот, и песната е Партали. Со Александра Јанева исто работев сега 2 спота. Едниот искочи сестро, другиот сега треба да искочи, она треба да реши кога ќе биде. Беше професорка, беше професорка Александра. Или не, ја мешаме. Не, ја мешаш. Да, што имам уште нешто. Сега треба со Бобан да работам од Црна Гора, постар артист. Црногорец? Црногорец, да. Само не ми текнува сега презимето, како му беше. Келјав еден лик со брадица. Мислам дека го знам и не ми текнува ни мене на презимето, али ми текнува. Мама као фолк, по фолк музика. Да, со него се треба да правиме нешто. Значи немаш предрасуди? Немам предрасуди. Така. Океј ми се сите и власи ми се уреди.
Добро, ова е пословен формат на изразување на подкаст. Ќе да прашам и за тоа убаво ми... моли мајко. Се живеели од режија во Македонија? Зборам сега финансиски, например, окей, љубов е една работа, меѓутоа се знаеш, не сме деца, сме на веќе во петата деценија од животот, ти си нели, мислам дека 2 години постар од мене. Се живеели од режија во Македонија? Па се живее, се преживува, има луѓе што добро живеат, има луѓе што се, да речеме, тие продукции што работат више не постојат повеќето. Се не знам каде иде патов. Кој? Сега за сега. Томато постои ли? Постои томат? Постои, К15 не постои. Стварно? Не Па знам. К15, не знам дали снимаат веќе одамна. Па да. Не, К15 е затворија сигурно. То ти викам. Да, не знам. Шо беа гигант, мислам, за реклами, снимање, за... Не знам колку имам пат, тоа ми беше муаветот, сакам да се пребацам у филмови, еве со реклами ви иде добро. Тоа ќе да прашав, реклами снимате? Снимаме, да, тоа Стандардно. има. Сега правевме со Джамбазов една у Солун снимавме на јахта. Браво, за? Ако не е тајна, нормално. За... Ако е тајна, не мора да сподели. Па нема рајде, Так, кој нема. искочи ќе им текне на На луѓето, да. твојата публика. Во Солун на јахта. Да. Моли мајко. Сакаш да се префериш на филмови и имаш снимено еден краткометражен филм. Ајде сега, молим те, да не сега ти влечам зборови, одуста кажи ни малку за краткометражен филм. Кога е снимен, каде е снимен, што е темата, како е наслов, каде може да се погледне? 2 нели имам, кратки филмови, еден го направивме со тебе, али ајде покажи. За тој башка тема, сега те прашам за твојот првиот. Да, првиот добивме на конкурс, Богдан Јончевски ми беше продуцент, конкурираше, сценариот беше на Огнен Неделковски, го напишавме на Естра, кај што магистрирав, ми беше као нека магистарска, нели го коригирав колку може, по Фауст е правена приказната, По што? по Фауст, по На македонски? човек што си ја продава душата Аха. на ѓаволот, има и куче и све, нема врска германска. Добро. Беше за фестивал што сакавме Германија да го праќаме, ама не се оствари тоа, али уште боле. Па ете, мислам, ни дадоа пошто требаше да биде како независен филм од Естра, за да идеме на тоа германско, пошто не, таа прича со Фауст и со продавање на душе све од таму иде, од Германија, као. Ама помина година дена, па ми се јави Боге и ни дадоа средства, го снимавме у Крушево, 7 дена на -20, им глумат. Значи, треба да ме презадоволен дека овој сме го завршили за 2,5-3. Да, бе, Да. Кој глуми во... Како се вика тој филм? Си беше еден звук се вика, идеше на Манаки и тука негде, не го пратив нешто по фестивали, пошто сум мрзлив, веројатно. Тоа е тоа. Добре, само критичен си станал во последно време. Не, пошто не ми е ни работа, знаеш, тоа што ми е работа го правам вајда комплексачки, Така. тоа се све што ми друго нешто, папирологи, администрација, Да, такви да. работи уопште не ме интересираат. 22 е снимен? 22 е снимен, Колку трае? Лиличе е главна улога, глумеше Звезда, исто Митко, Бог да го прости, од Битола, глумец, Бака не ми текнува на прва. го заборев презимето, катастрофа сум со имиња, Така. презимиња, така да нема да кажувам више имиња. Колку трае? Трае 18 минути. Малце надминува, малце надминува за... Пошто критериумите по фестивалите се 5-16 во принцип. На Манаки се прикажуваш? Да, таму имаше премиера. Добро помени, им се свигаше на луѓе во сите, ама нешто не направив посебни успеси ни свет. Ајде да ќе го оставиме другиот филм за како крајна тема, само да те прашам за твоите политички ставови. Не, политичко ќе кажам, не мислам на партија, зборам за нели идеолошки политички ставови. Еве јас, ако дозволиш да би те сместил во спектарот, би рекол дека си македонски националист, па може да кажем и шовинист. Меѓутоа може би тоа претерано, меѓутоа си вака патриотски настојан кој ќе подразбирам, не мислам нели политички, него чисто љубов кон татковината и така натаму. Подеднакво ги мрзам двете владеачки партии, ако може така да се изразам.
Не, гледам да избегавам политика, тоа може само од кога ќе се испие понека чаша. Да почне со отвори, да се види колку сме патриоти, мака. Да, ми беше нагласено исто од жена ми да не зборувам за политика. Подкастот твој. Поздрав и да не. Поздрав многу голем да не иде. Политички став е и декриминализација или легализација на канабис. Ние имаме состојба кога ти не мора, ја не го разбирам, не мора скоро, ја 4-та година активно не конзумирам канабис, се уште сум на истите ставови. Македонија беше втора земја во Европа која што го декриминализираше во медицински цели, меѓутоа гледаме дека приказната одамна загреби, последните 5 години, 4 години многу е паднат интересот за тоа прашање. Мој став личен е дека и фармаколошката индустрија, нека нас не збориме на светски рамки, успешно го угуши прашањето, меѓутоа ние пак остануваме огнен сега последно дупчево свиралче, затоа што еве гледаш, сегде е тенденцијата да се легализира и во рекреативна употреба. Значи една Германија која што е по дефиниција конзервативна земја, може речи си сите сојузни држави во САД и така натаму. Кој е твојот став по ова прашање? Сега дали поддржуваш, може реторичко за мене, ама за публикава, и која е причината зашто до легализација се уште не доаѓа и нема ни најави дека во брзо време тоа ќе се случи? Мислам дека имаме многу побитни работи во држава, као на пример името да се врати, да се залагаме за егејците, сите тие права што ги изгубија. Па и физички права ги изгубија, ги иселија. За себе, да се замараме со сите тие договори, преговори, букурешки, поема, неам... За тебе тоа се приоритетни прашања? Па ја мислам дека секој договор што сме го направиле сме изгубиле, некако не оштетили, немаме свое... На шкрги. Не држиме ништо, ова затреба, ова... Добро би било сегде да се легализира. Помалку или повеќе? Да, сега си имаат луѓето сами избор, вака според мене мојот став е дека алкохолот, бар јас што од моје искуство, дека е поштетен многу пати, многу повеќе него што е, да речеме, таа марихуана или... Тоа е еден од главните аргументи на пропонентите за легализација на канабис. Инаку кога сме кај тоа прашање, и еве ќе завршиме тука со таков тип на политички прашања за да не немаш проблем дома. Јас сакам за политика да збориме. Не, да. Затоа што не си човек кој што се експонира вака, тоа е точно, инаку ти знаеш, ја запушурав као публика, дека јас и ти одевме на протестите против францускиот предлог, каде што се прифати Северна Македонија да се институционализира, со тоа што тие протести која почнаа бидејќи имаше поддршка од политички партии, како таа поддршка се повлече, и тоа беше видно, значи на дента кој ги гласа, ако се сеќаваш, кога фрлавме јајца на собранието, имаме 300 луѓе пред собранието. Тоа е една тажна приказна на македонецот кој што не продадоа, тоа е во ред, ама еве каде се реки народ на улица да излезат. Значи кај нас ако партија не ти наложи, некако не се искача на протест. Тоа е факт. Тоа е многу пати видено, не е само за 95-та и име и знаме сменја, имаше некои минорни протести и тогаш. Мислам полека дека не програмира малку за да си ги прифатиме работите лесно, знаеш, ништо не иде одеднаш, бам, него полека, први едно, па друго, па трето. Реалност ли е северна која нема да се смени? За мене не постои северна. Тоа го разбираме, и за мене не постои, тоа го разбираме. Меѓутоа, политичката реалност е таа. Нема, се сите продадени. Сите одговараат горе на калето. Така. Така, да, така нема врска, да се согласувам со тебе. Ние реално немаме држава, сега мене, ако ме во вистинска смисла на зборот. Да, ова е све циркус. Си играме држава. Знаеш, продаваат уште тоа што останало. Без разлика. А нема уште многу за продавање? Да. И го продадоа на светот, според мене, ама тоа е тоа. Идентитетот наш. Да, се согласуваме. Тоа не носи до оно што беше директна моја причина да те повикам. Лажам те повикам по долго време, не се согласувам. Директна. Тоа е нашиот заеднички проект, односно краткометражниот филм насловен Сине, кој што
беше завршен пред некое време. Ајде, сега пак да не ти влечам зборови кога, како, каде, кој игра, состав, време траење. Овој ти е твој втор снимен филм, мене е прв. Да. Ти си како продуцент. Како продуцент. И ко-сценарист. И ко-сценарист, да. Па приказната е како што знаеш. Да, за публика да не знае. Деликвент младич кој што го пуштаат на условно. Таму можам да кажам дека многу добре одигра ти твојата улога како... Не, катастрофа лошо. Адвокат. Многу лошо. Ке кажам после многу лошо, да. И нема врска, се случуваат. Бајда треба да го... Да, не го да го откривам. Екипа, кажи ми која што го правиш. Еве, јас сум продуцент ко-сценарист, вториот ко-сценарист беше Весна Куслевска. Ти си режија? Да, јас сум режија, глуми Тони Михајловски, Тања Кочовска, Вања, не заборев како се презива. Ова бе ни толкава како беше? Шехтанска. Катерина Шехтанска, да. Глуми и мајка ми судија, нели? Да, глумам ја адвокат. Тоа не е дека инаку еве баш да те прекинам, многу сакам да истакнам дека тука сум сведок колку ствари воопшто колку всушност тоа не е едноставна работа. Сите ние кога сме биле деца сме ги гледале нашите омилени глумци и си се замислувал дека тоа можеш да го правиш со леснотија, тоа воопшто не е така. Мене знаеш што беше проблем, ја не можев да ги ставам во пракса навистина добрите совети кои ми ги даваа тогаш и Тони и Катерина, да у принцип пошто и таква улогата, нели, ние точно дека јас сакам да гледам, него кратевме на буџет. И мобетот е они баш ми даваа совет кога не ни пробувај да глумиш, ама тој момент да се опуштам не можев да го доловам. И ова можеби е и срамота да го кажам и веројатно е, меѓутоа јас на ова снимање сватив колку страшен всушност актер е Тања Кочовска. Сега во ред, она е актер 100 години, нека чекала јас да пофалам, ама никогаш од блиску не сум ја следел кариерата, за разлика од можеби Тони бил многу поекспониран, и Катерина беше осудила, меѓутоа Тања Кочовска така е, тен ми остави впечаток на страшен актер, не сам жената седна и плачеше, го избади тоа од незе, ај сега да натрам. Плаче ми ја разбираш пентата? Да. Добар кастинг имавме, направивме добар филм. И за релативно брзо време, за па никаки, не може да кажеме 3 дена, 2,5 дена, за 2,5 дена се сними, го брзавме реално на буџет, гледавме да скратиме. Повеќе локации. Добро, мислам пак имавме добар буџет, ете со Ари Алекса е снимен, со прајмови, со многу добра опрема снимавме, многу добри глумци, така да тоа само можда имаме скратено ден, али све беше локации врв. Почва суд, една кај татко ми локација. дома Кај исто да татко ти кратиме дома, буџет. Да, кај татко ти дома 2 локации. Кај татко ми дома две локации и во менувачница на пријател исто, кој што ни ја отстапи. Врвна сцена е таа, ќе се обидеме да го дадеме на квалитетен меѓународен фестивал. Сега нормално таму конкуренцијата е жестока, иначе нели. Го дадовме на Кански филмски фестивал, не влезе, јас се запрепастив колку филмови се праќаат, значи 4781 апликација има за краткометражни филмови, од кои се одбрани 11. Сега сакаш да кажеш дека не ги гледа. Не ги изгледале со гаранција, значи. Не сум убеден дека е 5000 филмови да седат таму некои ама фаци. тие се по 13 минути. Ја 10 да треба да изберат. 10 се сигурно 11 филмови. 11, па нема врска бе. Па која бројка е 5000 филмови? Не, тоа, значи ја мислев дека се аплицираат 300-500 филмови, 10 минути да 4780. се сите филмови. И рачунавме 62 дена без прекин да ги гледаш. Нема шанси. Тие треба цела година да А гледаат. па има и долгометражни кои неколку плюс поднесено. Мислиш истото жери дека и за долгометражни? Ако е така 100% не го гледат. Не, тоа не го проверував, знаеш дека тоа не го проверував, ама ќе го пробам како и да не треба да се откажеме, мислам планот е да го пласираме на добар меѓународен фестивал, за да мислам навистина е добар проект, нели нормално да не го раскажуваме самиот филм и ќе те молам, заборавив и да се извиниме, го заборави дека во филмот игра нашиот заеднички пријател Нено. Оу, Нено, да, леле, како го заборавив да не речам главно. Ненад, презимето како му е дај? Ненад Нацев. Значи прати се, Тони Михајловски, Тања Кочовска, Катерина Шехтанска, Ненад Нацев, топ екипа, стварно топ екипа и мене Нено баш ми се свигаше, онага топ изигра. Може да му е пократка улогата,
Меѓутоа изигри. Па на сите им се кратки кога ги Таа видиш. ќе остави впечаток. Да. Исто и така и децава беа добри. Едното дете е 17 години, мислам, тоа е стварно, иако е со искуство тој. Иако тој со некое претходно минимално искуство. Еве, и околу филмови. Од тоа, например, можеш ли да живееш како режисер? У принцип, кај нас, пошто сме мал пазар, за да направиш добар филм, не е кога у Америка си собираш ти се пушташ оглас дека ќе има филм, дале се етаблирани режисери. Вака ќе соберат продуценти, окей, меѓутоа, всушност треба да најдеш инвеститор кој ќе сака да го инвестира твоето сцено, кај нас во главном зависат од агенција за филм. Нас не одбија за овој филм и тоа е во ред, да се живи и здрави. Меѓутоа, во принцип, ти да направиш 5-10 милиони евра буџет, нема шанси да собереш од македонски фирми толку пари. Много е тоа. Па со 5 милиони беше траши направен. Со буџетот, не, извини, буџетот на прашање беше 20 милиони евра. Не знам дали знаеш, од кои што 5 даде министр. Не, или беше 5, а даде милион евра агенција за филм. Нешто така, нешто со тие пари можеш да живееш, брат. Да, со тие Не знам да направам милион. Ќе живееш, не мораш. Милион за цела екипа, за сите разбирам. Знам дека Милчо Манчевски имал некои големи хонорари од моје, се да не шпекулирам вака јавно, али он мислам дека живее од тоа. Да. Таа вајда тројца можат да живеат, али и толку се во Македонија. Има режисери искачаат секоја година, вајда по 5, по 10, по не знам колку ги примаат, имаш и од приватни, од естра што искачаат. И се ти секоја година ако земеш веројатно имаме ние у земјава преку 100 режисери, сигурно не може да живеат сите. Значи ќе живеат тој што е најбољи што има работа. Кај нас колку се познати, не знам живеат овие сестри Лабина. Да, Теона Митевски. Тие прават, знам. Милчо живее. И толку, ама не, реално и толку на една рака да ги избориш. Кои ти се идни професионални планови? Што е следно за Огнен Шапковски и со ова ќе привршуваме затоа што ти ми спомна дека ете сакаш на филм да се префрлиш цело. Долгометражен филм, серија, посериозен проект. Имам некој синопсис, да не речам почетно. Мислам, сценарио е тоа, само што не е со диалозите решено. За долгометражен што сакам да го правам у мотел, тоа го спремам више. Во мотел? Да, све ќе се случува таму. Добро. Да проста прича е, али таква крими со убиства со све. Сакам у филмови да влезам некако, сериозно, требаше да направам 2 кратки, еве се со твој филм имам 2 кратки. Треба да го депонираме. Да. За да може да се аплицира во агенција. Да конкурирам, за таму има и доста политика. Сегде има и све може да има, ама да сме живи и здрави се. Огнен, за жал повеќе зборував од тебе, малце си тежок соговорник. Па прашај ме нешто, само збориш. Еве, да идеме со на идиотското, дали има нешто што не те прашавме, сакаш да го кажеш? За името не завршиме. Ајде за името да не се сезам. Нема врска. Добро е тоа. Не види, не е тоа се тука знам дека со потешкотија те натрав да дојдеш. Може би требаше она утринскана да изгледам цела за да знам на кои теми вака си најбољи си поштен. Но сепак нели јас не сум висока долго нога девојка за да дојдеш со секси си облечен. Со задоволство, сум секси, да. И со фризурата си е од роден денот ја носам, беше на 40-тиот роден ден, не знам како не ја примети тогаш, инаку сигурно ќе ме реметеш уште. Уште тогаш свириш ли негде? Свирите, настапувате ли некаде тоа барем, таму да те гледам? Не. Може да ти викнам на проба ако сакаш да дојдеш. Која е целта да вршиш проба ако не настапуваш? Па спремаме материјал, да сега имаме 8 песни со тоа, што сакаме уште 2 или 3 да имаме за рок-н-рол. За рок-н-рол бендот, да. И може последна промоција. Може последна промоција. Може. А со Кацар? Со Кацар еве сега се враќаме, направивме нови материјали, имаме 3 нови песни и претходните 3 што не се 6, пак мислам дека е многу малце материјал за било каде да свириш, знаеш, со 6 песни. Да, за 20 минути ги завршиш. Максимум. Да, максимум, да, ни треба бар пола сат, за тоа не свириме, али ете имавме некој гостување кај Тони, бевме опуштено, има некоја снимка, ова е каша. Али за концерт ни треба материјал. Со едниот бенд имаме материјал, со Туеше сама
мислам дека треба да го завршиме, имаме и снимено некои песни, сега ги доработуваме другите, јас имам снимено гитарата за сите тие 8. Така да, ако ќе се спреми материјалот, мислам да извадиме спот, па после да правиме настапи, некако така ми е у глава. Ќе биде тоа во 26? Па не се брзаме, Така. знаеш, некако побрзо проаѓа времето како што старееш, така да немам некои рокови, гледам убаво да си поминам, дур сум тука. Се знаеме 25 години, Више, бе. сигурно и више, и знаеш како, и ова ќе кажам не дека ти правам лице или дека си ми другар, имавме снимено интервју со Иван Пернар кај тебе, и јас сите луѓе што го гледале, зборам луѓе што се разбираат, значи музичари, луѓе од фелата и од твоје сродни фели, сите ме прашуваа за продукцијата, за постпродукцијата за тој дел, да, најсериозно, исклучително квалитетен, можеби, како критика, свати си го малку по-амбициозно, експонирачки во тој дел може да настапиш, но тоа си е твое тука. Не ти се мешам, се знаеме, нели кажав, повеќе од 25 години драг другар си ми, еве конечно те натрав да доеш, ти благодарам за времето, гледаш дека не беше страшно.